првиот мој прилог, а кој ќе создаде голем интерес, тоа е од господинот Бранко Сотировски, авторот на книгата Зета Македонија, кој господинот Ристо Поповски ја најави во нашата емисија Гласот на народот, да не должам, бидејќи ќе да е доста интересно, доста содржајно, затоа режијата ќе замолим да го представи првиот прилог. Господин Поповски, најавив со Зета Македонија почнав и со почитуваниот Бранко Сотировски, кој навистина благодарам за овој прекрасно дело, но сепак овој прекрасен тим треба да биде да представува за сите нас македонци каде да сме и тука во државата еден почесен, немам јасен кој збор да употребам, една голема интелектуална потенција, една голема македонска фаланга во секој случај, која се бори со сите своји жили, со сета своја енергија да представи македонската вистина на секаде во светот. Добро, да започнем со Зета Македонија. Значи, тоа име фигурира на еден камен кој е најден во Кина. Тој беше тој последниот камен што беше во... Таму тачно пишува Зета Македонија. Бранко Сотировски, еден исто пријател на Васил Илјов, кои соработува заедно, кои си помагаат еден со друг. Јас сум тука исто меѓу нив, кои им помагам со некои материјали, кои они ги немаат. И они се тие двајца луѓе кои ги имаме врвни во Македонија, кои се разбираат и знаат да ги дешифрираат старите писма и тоа го работат. Значи перфектно, одличен тим, секој за себе си пишува што он открил и се консултираат двајцата измеѓу себе. Македонците нека се срекни да вакви луѓе имаме во нашата. Добро употребив термин фаланга. Тоа е фалангата, баш сакав да кажам, тоа е македонската научна фаланга. Бранко го видовте спотот, значи со 400.000 години старо македонско писмо. Писма има на сите 5 континента македонски. Значи тоа е нешто невидена работа има направено, книгата му е готова. Основната појдовна точка при откривањето на доказите за кои се говори во книгата од Бранко Сотировски е традицијата на македонскиот народ од пред 400.000 години, во континуитет до денес. Научните достигнувања на македонскиот народ се презентирани со митолошко-символичка персонификација на појавите и процесите што се одвивале во природата, општествената реалност, производството и стоковната размена. Презентацијата на науката и монотеистичката вера е на дрво, кожа, коска, камен и земја. Наоди пронајдени низ целиот свет, на сите 5 континенти, со микро и макро димензии,
со писмени знаци, слова, кирилица и латиница, и цифри, наречени римски, на мал простор со високо уметнички квалитети. Писмените знаци се преточени во лигатура врз реалистички цртежи, како скриена порака во стихови. Овие артефакти со естетско-символично значење, дешифрирани во оваа книга, преку македонскиот древноисконски јазик и писмо, представуваат материјален и писмен доказ за постоење на современо општество налик на денешното, организирано во држави во рамки на една држава, која била распространета на 5 континенти, наречена големата Зета Македонија. Според овие писмени докази, дознаваме за историјата на македонскиот народ, а со тоа дознаваме и за историјата на светот. Во однос на тоа, дешифрираните надписи во оваа книга недвосмислено говорат за македонската вера во големата мајка на воскресението, Господ, Сонце или космосот, сојот, ројот, родот, лаврот, македонски и Македонија, рајот во Вселената и на земјата. Тоа е вера за реинкарнација на Духот Господов Македон, преку виножитото, дзуницата, наречено Адзилак, лач или живеалиште. Вера за поминување на духовната енергија во материјалната и обратно, помеѓу двете свети тројства и верата во обожествените македонци, која поседуваат тајната на вечниот живот со подмладување на духот и темото. За македонскиот народ, со неговата наука, уметност и писмо, кои се во директна врска со Господ Сонце и представуваат основа на сите новоформирани писма, говор и религии и на другите племенски заедници и народи со понизок степен на развој. Публикацијата Зета Македонија нуди аргументација и анализа, која постепено, читајќи ја страна по страна, се разоткрива на читателот. Рецензентот Милош Линдро во својата анализа на делото вели дека според Сотировски треба особено да се има наум дека најдревните разоткриени и проучувани символи представуваат основа на светоста на родот Македон и на неговата митологија. Тие символи според Сотировски се Божји букви и цифри. И затоа буквите и воопшто писмото се нешто свето, тоест божествено. Затоа за буквите одделно, како и за писмото во целост, може да се рече дека имаат спиритуална моќ, произлезена од апсолутното совршенство на законите во природата. Несомнено е дека токму тие символи и букви се една од најголемите придобивки на цивилизацијата и можат да се прифатат како клучен фактор за осознавање на големата Зета Македонија. Овој Божји дар е главната причина како за брзиот развој на просветата и културата, така и за прераснувањето на Македонија во една од земјите со најстара цивилизација. Најстариот јазик, осведочен писмено, според Сотировски, е македонскиот јазик. Денешниот македонски јазик е како ехо на древномакедонскиот, кој што пак е одек на природата, со една мистична содржина која е во хармонизација со формата. Во своето монументално научно истражување, кое по својата методологија е мултидисциплинарно и втемелено врз еден комплексен дедуктивен систем на проучување од областа на палеолингвистиката, антропологијата, археологијата, митологијата, етнологијата и други научни дисциплини. Рецензентот Александар Станковски го оценува како навистина провокативно, може би едно од најсмелите анализи и декодирања на енигмите од минатото. Самото споменување на бројка од 400.000 години цивилизација и писменост внесува голема раздразливост кај дежурните комесари на здравиот разум, во наводници, во академските научни сфери.
Кога пак кон ова ќе се додаде дека корифеите на оваа цивилизацијска и писмена фертилизација на човештвото се македонци, имено боговите македонци, доаѓаат до делириум и маниакални устреми кај овие современи инквизитори на научната свест, кои во својот идеолошко-научен фанатизам не даваат никаква шанса за било каква поинаква научна вистина, освен за она која тие самите ја застапуваат, без оглед на аргументите со факти и логика, имплементирана во овој процес на експертиза. За авторот Бранко Сотировски, македонската цивилизација во своите зачетоци остава печат на науката, систематизирана во македонска вера и автентичен белег, како основа на она кое што подоцна се наградува, надоградува и систематизира, како модерни научни дисциплини во модерното општество. Оттаму и одговорноста, тоа богатство од минатото да се зачува, запише, негува, но и распространи како знаење. Овие докази од периодот на Зета Македонија само ја пробудуваат колективната меморија на она што од секогаш си постоело. Љубовта кон Господ, кон татковината, вековната традиција и содржина од верувања, обичаи, непроменети и за секогаш вкоренети во македонскиот народ, насекаде низ светот, и со континуиран развој милениуми наназад. Целото е континуитет на цивилизација која постоела во Европа, а ние викаме тоа била големата или великата Зета Македонија од Атлантскиот океан, па најмалку таму до Урал, а да не речам до истокот, значи до Тихиот океан, и горе од северните мориња, па се долу до Индискиот океан. Сега имаме сознање дека таа писменост од големата мајка Божица, на големата мајка Божица или од периодот на големата мајка Божица на Зета Македонија е во сите континенти и во сите мориња на дното може да се најдат соодветни елементи. Ние мораме стварно луѓето кои работат за Македонија, да ги почитуваме Македонија. Ова да го имале други држави, вакви луѓе, абе ќе ги носат на раце. Откако постои човекот на земјата, само македонците имаат директна поврзаност со еден Господ за секогаш. Таа поврзаност представува Господова светлост, наречена Лом, или Господовиот ум во бесконечно време. Со еден збор, тоа е светлост, Месија, предводник или Хермес. Хермес од Господ ги спознава писмото, цифрите, мерките, науката и сите уметности. Го нарекле писар и гласник, господар на пишувањето, господар на папирусот, господар на божествениот збор. Светото слово Господово во облик на светлосниот зрак го пренесува на својот народ. Загрижен за собствениот род, од неписмените одродени браќа, групирани во посебни племенски заедници, со нивната вандалска и уништувачка тенденција, вкупното Господово знаење го запишува за идните генерации. Го запишува во облик на лигатура, цртеж лигатури во Вселената, на карпа или земја. Еден схоластичар ќе рече: Хермес ја согледа целоста на сите нешта. И откако ја виде таа целост, тој разбра се. И откога разбра се, тој ја придоби моќта да разоткрива и да насочува. Сушност, нештата кои тој ги разбра, ги нацрта. И откога ги нацрта, ги скри. Зошто за повеќето посака да молчи, а не да говори. За да ги бара нив секој народ, роден по големиот светски потоп. Големиот светски потоп не е потоп на вода врз земја. Големиот светски потоп е потоп на умот.
Потоп кој се случил со појавата на неписмените, одродени македонци, одвоени како посебни племенски групи кои формирале нови, многубожји верувања. Новонастанатите верувања и религии во борба за уништување на сопствениот корен и историјата, Духот Господов Македон го претворија во ѓавол, а Македонија, рајот на земјата, ја претворија во пекол. Македонците го поседуваат Божиот дар, умот. Синот Божи Хермес. Тој ја пренел културата на живење на својот род и народ Македон. Добиена од Господ, моќ изразена преку цртеж, лигатура, во која се препознаваат цифрите, писмото во стихови, јазикот и музиката, науката и монотеистичката вера. Имаат нужна потреба умствените активности да ги пренесат на други луѓе не само усмено, туку и писмено, воедно и символично. Загадочната форма, уметничката вредност и совршеноста на изразот е она што ја одликува лигатурата како карактеристична форма која ни одгатнува една навидум неразрешлива мистерија. Во истиот момент кога се создава првиот глас, се создавала и првата буква како еден цуд, пролет. Со создавањето на повеќе гласови, повеќе цутови, меѓусебно оплодени, се создаваат зборовите, а воедно и писмото. Првото писмо било фонетско, за секој глас по едно слово. Божиот македонски народ со подарениот ум од Господ Сонце, Иле, го спознава словото, создадено од Господовите зраци, Ил. Тие со помош на словата и цифрите создале тајно и јавно писмо, кирилица и латиница во вид на лигатура. Или, за полесно да разберат по широките народни маси, се изразувале со цртеж лигатура, гравир лигатура или скулптура лигатура. Тоа значи, представите на фигури ги цртале со букви исто како и денес. Лигатурата или легатурата се слеани знаци, слов. Македонските слова, легнати врз господаречката фигура, наредени во една композиција во форма на реалистички цртеж, представува цртеж лигатура. Цртежот е едноставен и јасен, најчесто анатомски и пропорционално точен. Почитувани гледачи, пред да ги најавам денешните гости на Исконски думи, би сакала да ви прочитам нешто. Нешто може би ќе ви изгледа чудно, може не секојдневно, но сепак ќе биде интересно, верувајте. Зета Македонија, поема за создавањето на светот и Македонија рајот во вселената и на земјата. Оваа песна авторот ја прогласува за химна на светот, а е дел од еден необичен албум инспириран од постарата македонска митологија. И како што вели самиот автор, албумот представува опевање на раѓањето и создавањето на Македонија рајот, преку македонската древна митологија на големата мајка, на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот, родот македонски и Македонија, рајот на земјата и вселената. Тоа е Зета Македонија, чиј идеен творец е господинот Бранко Сотировски, ликовен уметник, понекогаш и иноватор, повеќе истражувач, но над се и пред се влюбеник во древна Македонија. Тој дел од својот живот го посветува во истражувањето и анализирајќи ги археолошките пронајдоци и артефакти кои се пронајдени навсекаде во светот, а
со цел да докаже или да покаже дека на присуството на македонската култура, писменост и јазик милиони наназад, околу 400.000 години. И сето тоа тој го срочува во една книга, која исто така и во споменатиот албум, каде што ги вклучува композиторот Сашо Ливрински и вокалот Серафина Фантаузо. Добар ден и добро дојдовте во Исконски думи. Кажете ми, господин Сотировски, како се роди книгата Зета Македонија? Книгата Зета Македонија беше нужно да се роди, затоа што од денот на осамостојувањето Македонија почна да ја оспоруваат. Прво нашите соседи, па и сите други во светот. И јас почнав да истражувам, не само да ја оспоруваат, туку тенденција е и денеска да ни се смени и нашето уставно име, кое е тоа свето име, име на сонцето, македонското име. И јас почнав да истражувам за древноста на името, за древните артефакти и дојдов до изненадувачки откритија, кои ги срочив тука во оваа книга. Тоа има тука околу 200 артефакти, анализирани, транскрибирани на современ македонски јазик. Објаснете ни таа древна митологија. Па тоа е митологија на големата мајка. Јас направив една шема. Тоа е шематски приказ за создавањето и континуитетот на македонската цивилизација или митологија. Македонската митологија не го содржи принципот на екс нихило. Во природата секогаш имало нешто, а тоа нешто, или во Вселената, а тоа нешто тоа е големата мајка на светлото и темното, родилка на воскресението. Врз основа на научната база се формира митологија за да се објасни на неписмените поданици, македонски поданици, кои не биле македонци, за да им се приближи митологијата и науката полесно. На крајот, значи, Македонија е земја на пролета и рајот, единствениот рај на земјата останува само Македонија. Тоа е Зета Македонија, македонска цивилизација, тоа е историја на светот. Во книгата наведувате и за некои, зборувате за некои одродени македонци. Кои се тие? Па, одродените македонци се да речеме сите наши соседи. Одродените македонци се сите европејци. Европа во мојата книга е наречена Зета Македонија Европа. Германците се македонци. Имаме таму артефакти со старост од 400.000 години во Бизлингслебен. Потоа топонимот Берлин е македонски топоним. Тој е син на богот Македон, Бер. Во Македонија имаме град Берово, во Црна Гора Беране, во Италија Берлина, во јужниот дел на Македонија е Бер. Така да таму живеат денес наречени лужички срби во Германија, кои се македонци. И тие живеат Берлин, Дрезден, Лајпциг, Лужице, а одродените македонци се и французите, и англичаните. Да проговориме малку и за проектот, односно за албумот Зета Македонија. Јас имав голема среќа, значи во животот да имам некојаш среќа. Го сретнав господинот Сашо Ливрински и господјата Серафина Фантаузо. И со мајсторските квалитети на господинот Сашо Ливрински, кој голем композитор, успеавме да направиме еден проект кој се вика Зета Македонија. Тоа е создавањето на светот. Тоа е таа шема. И се надевам дека ќе направиме нов проект кој ќе се вика сега Рајот Македонија. Саша и Серафина, ви даде ли тешка задача господинот Бранко Сотировски? Може да кажам дека оваа задача
и беше и тешка и лесна. Бидејќи станува збор за раѓањето на светот, за најстарата химна, а тука треба да се испее, мислам, малку и понеобично, вокалите да бидат така поизразени. Сосема Сосема од поинако од досегашното пеење на химната, така. Знаеме химната како е на Македонија денеска, а како била порано. така. Саша, вие? Значи, јас пред се да му се заблагодарам на Бранко од убавите зборови и на секоја личност која што работи нешто во животот, значи секаков тип на критика, ако е позитивно, тогаш е подобра. Прв пат кога ми се јави господинот Бранко и кога ме повика на разговор, јас бев затечен во една ситуација, бидејќи мене ме школувало, како што тој вели, науката од таа така наречена западна лига, која што дали јас имам нели представа за светот околу мене, од каде доаѓа, какво настанало и така натаму и така натаму. И во што бев затечен? Бев затечен во едни спротивни тврдења, кои што на прв поглед изгледаат наистина фасцинантни. Ова митологија, ако господинот Бранко не постоеше како личност во Македонија, требаше некој друг да ја измисли, затоа што видовте сами во неговото излагање досега колку пати ја спомена Македонија. Тоа е една политика која што ние, за жал, и во бившата заедничка држава, но и предходно, политика која што никогаш не сме имале, а тоа е политика на офанзивност во нашето делување. Секогаш сме биле во некаква дефанзива. Значи, македонската научна мисла, македонската мисла воопшто, според мене била накултирана се до осамостојувањето на Македонија, кога сите тие кои што мислеле и порано различно, може би немале храброст или пак биле спречувани слободно да размислуваат, на македонски начин да размислуваат, еве ги сега се појавуваат. Еден од нив е, не е само господинот Бранко, ние имаме сведоци на и други луѓе кои што го тврдат и сличното од ова, што значи не е само тој кој што тврди, што значи за да имаш ти општо признаена мисла, ќе треба само тоа да го потврдат или барем да го инсценираат и малку повеќе луѓе од еден. Така да јас сум навистина среќен што се најдов во една ваква ситуација и му благодарам што ме затече во таа ситуација, да почнам и јас на тој начин да размислувам, за да успеам да направам нешто што ќе отслика на музички начин ова што целото господинот Бранко го кажа. Така да навистина сум среќен што јас сум дел од еден проект каде што сето ова музички ќе се отслика. Беше голем предизвик, сигурно. Навистина голем предизвик. За вас, Серафина, дали беше голем предизвик? Па јас можам да ви кажам дека Зета Македонија може да се провлекува како еден музички, да се изразам музички, како лајт мотив, кој што се провлекувал наназад со години и со векови, и што ќе се провлекува и во иднината. Јас мислам дека ова е стварно еден убав историски момент и овие се големи податоци за нас, фасцинантни. Господин Сотировски, какви се реакциите на македонската јавност, особено на историчарите и археолозите, во овие ваши тврдења? Има реакции од повеќе луѓе. Научниот свет во Македонија некој молчи, некој реагира, повеќето ми одобруваат. Целата светска наука ќе пропадне во вода. Ви благодарам што бевте гости на Исконски думи на телевизија Сонце. Си позборувавме за нешто интересно, нешто за мене лично доста непознато, но убаво за древна Македонија. Се надевам дека и гледачите исто така ќе предизвикаме внимание и интерес, ќе посакат и книгата да ја имаат и да го слушнат. Албумот, уште еднаш ви благодарам. Големата Зета Македонија е историскиот период во кој се забележуваат корените на сите верувања, митологии и религии и целокупната структура на сите светски јазици. Тоа е македонската ера, ерата на македонизмот со незините словесно славни владетели, зетови и невести, тешт и тешти,
А народот во таа држава обожествени, директно поврзани со Господ од секогаш, со словото македонци, со верата во Господ Сонце, православна. Според рецензентот Александар Станковски, интуитивниот и ерудитивен гений на Бранко Сотировски не води на едно фасцинантно сознајно патување во далечното минатно, кое во современата наука е се уште акцептирано како алтернативно, хипотетично, напати дури и фантазмагорично патување, при кое дури и на посветените научници од оваа област, секако на оние академски, ориентираните схоластици, чија главна задача е да го бранат петрифицираниот конзервативен научен став, како еден вид саентифичка гарда, во многу нешта подобна на догматиците од времето на инквизицијата. Им се замаглува свеста и доживуваат помрачување на нивниот рудиментиран научен светоглед. Но за секој посветеник со отворена сознајна свест и жива интелектуална интуиција, оваа научно истражување на големиот ентузијаст, авторот на оваа книга со наслов Зета Македонија, Бранко Сотировски, е вистински еликсир на спознанието, а истражувачкото патување на кое не води, како вистински адепт и алхемичар, е една неспоредливо возбудлива авантура на духот. Основната карактеристика на македонскиот народ е тоа што тој е словесен, словосвесен, словогледен. Тоа се луѓе слововеди, но во ниеден случај не се словени. Словени не е термин за народ. Тоа е термин за карактеристика на луѓе, опис на нивната особеност. Исконското име за денес наречени словени, според пишани документи, е народ македонски. Македонскиот народ свесен за потеклото на собствениот ген, сој и род, лав род, а со огромна почит кон својата мајка родилка земја и удостоен од својот татко сонце. Своето име го добива токму од тие светости. На тој начин луѓето стануваат обожествени македонци, бидејќи се свесни за значењето, светоста и припадноста на името. Бидејќи сонцето, големата мајка и самите тие како деца Божји имаат за цел да го зачуваат тоа свето име од сопствените одродени браќа и да го пренесуваат на идните генерации. Нам ни е дадена света должност да го сочуваме. Оваа вера од пред 400.000 години во континуитет до денес, како македонска научно-митолошка ера на македонското писмо и Словото Божје. Тоа е ера на македонската вера во единствен Господ Сонце. Тоа е ера на правото слово, праведното, вистинското, честното со правиот достоинствен Македон директно да комуницира со Господ, со верата православна. Православие. Таа македонска вера го создава во Македонија рајот кој се отсликува во песната Солзана. А во продолжение ќе слушнеме Солзана.
Сега, почитувани, го повикувам на сцена создавачот на сето она што го слушнавте вечерва како музика, нашиот познат композитор, професорот Сашо Ливрински Лаврот. Повелете. Почитувани гости, роднини, пријатели и почитувачи на Македонија. Пред се сакам да видите за моето огромно задоволство што воопшто сум дел од едно вакво, според мене, исклучително случување. Фасцинантноста на истражувањата од господинот Бранко Сотировски за мене беа повеќе од доволна провокација да се нафатам со сите мои расположливи знаења и средства да создадам музика што ќе отслика, се надевам, соодветно истата таа фасцинантност. Бидејќи се работи за неверојатно голем временски период, задачата беше исто толку неверојатно тешка, но провокативна и примамлива. Кај мојата музика, компонирана врз база на дешифраните текстови од господинот Бранко Сотировски,
Со голема силина ќе ја подкрепи книгата Зета Македонија и ќе провоцира нејзино читање, проучување. На крајот би сакал на господинот Бранко Сотировски да му се заблагодарам што ме ангажираше како автор и да му посакам пред се здравје, долг живот и голем успех на ова грандиозно издание наречено Зета Македонија. Благодарам. И сега, конечно, на сцена ќе го поканам и авторот на ова дело, кој што несомнено ќе предизвика голем интерес кај јавност, а многу веројатно и бурни реакции. Бранко Сотировски. Повелете. Јас би сакал да се заблагодарам за вашето присуство. Мојата цел со книгата е да го искажам континуитетот на македонското име, наука, култура и јазик од искона до денес. Тој е сочуван преку илјадници гравири и артефакти оставени од македонскиот народ низ целиот свет, преку државното уредување на зетувањето или царувањето. Сите 9 кралства и царства во светот водат корен од македонските цареви и тоа од периодот на државното уредување на Зета Македонија, македонскиот антички период и период на христијанството и тоа преку новото македонско царство, Самуиловото царство и династијата Немањичи до денес. Со овој континуитет на владење на македонците низ светот, укажуваме на фактот дека Македонија има свој цар или крал, потомок во сите царства и кралства во светот.